со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Се решили кризата во Македонија и дали ова 2017 година ќе биде кризна или нема да биде кризна? Ќе биде кризна како секоја година. Измената е 25 години. Но да, веројатно во поголем дел. Бидејќи сега имаме политичка криза. Претходно имавме сосема различна. Една мешавина на геополитичка, безбедносна и политичка криза. И беше веројатно најопасната криза во македонската историја. Почнавте нели за 2014 како мал лапсус и всушност можеби таму и треба да се почне од каде почнува кризата во Македонија, а јас сметам дека кризата почнува од таму од каде што датират првите снимени телефонски разговори кои беа објавени во така наречените бомби. И ако тоа е некаде 2008-2009 година, значи од таму треба да се смета дека почнува целото сценарио кое добива може забрзување и кресчендо во текот на 2014-2015, меѓутоа почнува таму некаде 2008-2009 година. Јас ќе ве вратам малку наназад, тогаш бев на канал 5 телевизија во првиот мандат со емисијата. Тоа значи некаде 2010-2011 година. Ако се сеќавате на оние големи тутунски протести, имав направена емисија дека тоа е одредена работа на тајни служби, кај што првпат се тестира како заеднички ќе протестират македонци, торбеши или бошњаци и албанци. Или тогаш рекол, па тоа се теорија на заговор, па како тоа може ЦИА да организира тутунски протести. На крај се види дека тоа било едно сценарио, се тестирало низ одредени успешни или неуспешни обиди, меѓутоа се тестирало во изминативе или наредните 4, 5 или 6 години, за да видиме сега како тоа всушност функционира. Они помина неколку фази. Неколку неуспешни фази, ги видоа проблемите кои им се појавија во реализацијата на сценариото, извлекоа одредени поуки и дојдоа горе доле до успех на сценариото. Сега на крај можеби не го постигна тоа што го сака, но веројатно нема да се откажат. Прашањето е дали не го постигна тоа што го сака или пак токму можеби тоа го посакува позиција на премногу ослабена позиција на пратенички места на ВМРО ДПМН наспроти СДСМ или пак позицијата беше да се дојде поголеми мандати на СДСМ? Мислам дека тоа беше минималната желба. Ако седнеме да анализирам, ми се чини дека они одат на веќе готови рецепти, готови сценарија, и ако го земат да го прекопират моделот на Србија, тука е Срđа Поповиќ, тука е Канвас, тука е варијантата на Отпор, значи целата таа една лепеза на алатки што им стоја на располагање, плюс мешање на странски структури, плюс Сорос, плюс странска помош, значи плюс обединување на некој начин на опозиција, масовни протести на улица, значи финалето требаше да биде исто како што у Србија. Ако во Србија сценариото беше или финалето 5 октомври, требаше и тука да биде. Да има многу потесен барем резултат, да можат девете да прогласат победа и да има конфликт. Затоа беше битката у Теарци? Па затоа излегува вечерта СДСМ пред влада. Затоа излегува вечерта, нели, прогласија победа пред влада, иако нели се уште немаше ни ДИК, никој друг прогласен официјални резултати, и затоа требаше нели да се влезе во еден таков уличен, во улично разрешување кој е победник на изборите. Тоа беше сценариото во Србија со Милошевиќ. Овде тоа не се направи, но реално се постигна многу цели кои тие ги сака: намалување, направење одредена тензија, тргнување од различни стартни позиции во правење на новата влада. Да, тоа се успеси кои веројатно ова сценарио ги постигна. Знаете, но тоа исто како да ви дадат 150.000 евра, да ви рече да купите 120 квадрати стан, а вие за тие 150.000 евра купите стан, не знам, од 70 квадрати или некоја гаража која е искршена. И сега, нели, прашањето е дали вие сте ги искористиле правилно тие пари. Тоа е клучното во Република Македонија. Тие постигнаа одредени цели, меѓутоа таква екипа кај што све се става на располагање на една страна, во конкретниот случај опозицијата, тоа е екипа, знаете, исто како да ги ставите во една екипа Коби Брајант и сите овие најдобри кошаркари, и тоа е екипа која треба да победи на избори, а не да се задоволи со тесен пораз. Значи, оваа екипа беше правена да победи на избори, таа екипа не победи на изборите, барем според бројките. Сега се оди на следна фаза да формира влада и на крај нели ќе се сведат резултатите, ќе се сведат салдата да се види дали нивните цели се остварени. Околу формирањето на влада, хипотетички можно е да се формира влада постојното мнозинство без дополнителни партеници, зборам ВМРО ДПМН и ДУИ. 51 и 10 прават 61, едно нестабилно мнозинство, меѓутоа има услови за формирање влада. Од друга страна, опозицијата прави математики дека на куп сите други наспроти ВМРО ДПМН за формирање влада.
Тоа може да се очекува во поглед на целата оваа ситуација и ако добро се сеќаме 2008 година, од 2006 до 2008 година Демократската унија на албанците беше вон парламентот како на политичка структура токму поради непочитување, како што велеа они тогаш, принципот на правење влада на победниците на двете страни. Тие сега малку ја модифицираат таа теза со изјавата на Теута Арифи, која даде, кај што вели сега дуи не го репрезентира повеќе од половичното расположение на албанците. Туку дуи репрезентира малце помал дел од половичното расположение на албанците, бидејќи тоа така, дуи треба да направи прво една веројатно албанска внатреалбанска коалиција која би репрезентирала повеќе од половично расположение на албанците и според мандати и според број на гласови, за подоцна да влези условно речено со победникот кај македонската веројатно села. Кај македонската села. Па добро, тоа е села, тоа може да биде, што ја знам, ДПА поранешна на Мендух Тачи, може да бидат пратеници од Беса, бидејќи таму има две партии кои се споени, едната нели Беса, другиот е дел на партијата на Руфи Османи, значи има најразлични варијанти. И тоа веќе би влегле во одредена математика која не си ја прават како влажни соништа што се вели пред Нова година. Јас и ти веројатно ни знаеме, ни треба да влеземе во таква математика, пошто по мене тоа е секундарно прашање. Рековте за влада, ке има три пилари, три точки генерално. Првото е СЈО, нели? Второто е дали сакате да правите влада и третото е дали сакате да одите на предвремени избори или да одите на локални избори. И од зависност од разврската на тие три точки вие ќе имате одлука што всушност сакате да правите. Може да се случи ситуација да остане Македонија полог период без влада? Може, но тоа не е поголемо од 30% да речеме. Може да се случи. Ние немаме таков капацитет генерално кој што се овие западноевропски држави, кај што може системот да функционира и една година да нема влада. Или години по-добро, и Словенија имаше еден период кај што тешко се формираше. Хрватска имаше нешто слично и така натаму. Ние го немаме ни тој луксус, ни тој капацитет генерално да можеме еден подолг период без влада, бидејќи тогаш веќе и едната и другата страна се прогласуваат за победници. Имаме притисоци од едната и од другата страна и врз безбедносни структури, и врз судство, и врз медиуми, и врз све. Всушност, во меѓувреме имаме промена на чело на Соединетите американски држави, доаѓање на Трамп, можно менување на некои од клучните амбасадори, можно не нека ќе се случи, но можно менување на некои од клучните амбасадори. Ви имате една ситуација која е поприлично кревка. Например, гледате што се случи во турскиот дел на изборите. Ние имаме промена на турскиот амбасадор и на дел од турските структури овде во рамки на Република Македонија. Тие се уште тазе, се уште не си имат свестени каде се наоѓаат и доаѓаат избори. И турските и ромските гласови имат многу битно влијание на изборниот резултат. Не нели сите се налепивме на албанските гласови кои овие командантски и вахабистички структури ги продаваат на една или на друга страна или се тргуваат со тие гласови. Меѓутоа, знаете, ВМРО нема во наводници лош резултат само поради единицата и двојката, туку според мене во тројката и четворката. Тамо требаше да биде направена таа разлика која на ВМРО ќе му обезбедеше некаде помеѓу 7 и 9 пратеници, како што беа американските посакувани некои проценки, може беа лажни, но тие беа нели кажувани во некои брифинзи, неформални разговори, бидејќи тамо беа купувани ромски и турски гласови. И таа голема коалиција на ВМРО со 4 ромски или 3 ромски партии, без малку со сите турски партии, во третата и во четврта изборна единица не им даде резултат. Таму од 2 до 4 денари се купува турските гласови. Само толку? Па видите, тоа не е малку. Во Бугарија, например, за 10 лева, за 5 лева се купува глас. Па имавте во Бугарија ситуација во Кюстендил, кај што нема турчин, во тие ромски махала, како тие ги нарекуваат, да има избрано турски пратеник. Па имаше протести на партијата на Каракачанов, нели да го зачуваме Кюстендил, да ја зачуваме бугарштината и така натаму, меѓутоа турчин си стана пратеник со ромски купени гласови, турчин во Кюстендил. За по 10 лева. За започне да може да прави тоа што треба да го прави. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.